Вечер вас зборуваме за една исто исклучително битна тема, а тоа е Христовото воскресение. Насловот е земен од еден традиционален христијански поздрав кој го користиме во овие краеви, а тоа е Христос воскресна, навистина воскресе. Меѓутоа, оно што е жално е што овој поздрав се слуша само некаде на пролет, кој ќе дојдат тие 2-3 дена и никогаш повеќе ниту пред тоа, ниту после тоа. А воскресението на Исуса Христа има секојдневно значење. Воскресението на Исуса Христа е нешто што е многу битно за духовниот христијанскиот живот на секој од нас. Затоа вечерва нема врска што наскоро доаѓа Божик и други некои празници кои не асоцираат на некои други настани од Библијата. Ние вечерва зборуваме за Христовото воскресение. Кои се клучните прашања за кои разговараме вечерва? Број 1. Дали Христос навистина воскреснал? Ова е многу битно прашање, бидејќи денеска Христовото воскресение е за многу луѓе само една традиција, еден обичај кој нема никаква врска со нивниот секојдневен живот. Тоа е само еден етнолошки настан, феномен, дел од нашата традиција. Зборуваме за тоа како да е скоро мит или таму е негде на некој митолошко ниво и кога луѓето ќе се сретнат, ќе си кажат Христос воскресе, навистина воскресе и после 2 минути работата тргнува кога вапцавте јајца, кај го купи јагнето за ручек, што има, како има, бизнис, политика и цел ден поминува во дискусија за било што, освен за оно што тој ден може би асоцира. Затоа поставуваме прашање дали Христос навистина воскреснал. Многу луѓе ќе кажат па не воскреснал, ама ете, добро е тоа да се прави. Многу луѓе се збунети и не знаат што да веруваат. Има луѓе кои навистина веруваат дека Христос воскреснал. Затоа ова прашање вечерва го одговараме за сите оние кои може би имаат дилеми. И второто прашање е кое е значењето на Христовото воскресение за нас денеска? Значи, тоа е еден настан кој се случил пред скоро 2000 години и каква врска тоа има со нас денеска тука, во Колешино, во Струмичко, во Македонија, воопшто во денешниот свет. Значи, зборуваме за овие две прашања. Сега, најнапред ќе ги изнесам најсилните аргументи зошто некои луѓе веруваат дека Христос не воскреснал. Значи, ова се аргументи против идејата, односно вистината дека Исус воскреснал. Прво, луѓето ќе ви велат дека Христос не умрел тогаш на крстот, туку Христос се онесвестил. Што значи, оние искусни војници, римски војници, кои раствале кој знае колку луѓе пред него и кои имале вообичаена рутина како раснуваат луѓе, не виделе дека се онесвестил и некако пропуштиле. Спуштене од крстот, неговите ученици го земаат, наводно да го погребаат, меѓутоа Христос се освестува и заминува некаде. Овој аргумент не вели каде заминал, што заминал, меѓутоа вели Христос тој ден не умрал. Вториот аргумент вели дека учениците го украле телото. Ова е најстарата лага која се проширува кога е во прашање Христовото воскресение. Први луѓе кои ја промовираат како идеја, кога Христос воскреснал и кога наишле на празен гроб, тие рекле, дајте да ги подмитиме војниците да кажат дека заспале, а ние, и велат на војниците, ќе ве браниме пред Пилат, пред вашиот шеф, да не ве казни со смрт. И одеднаш ја пуштаат оваа приказна дека учениците го украле телото. Втората, односно третиот аргумент е дека жените, кои се први сведоци на Исусовото воскресение и кои во недела наутро дошле да го миропомазаат неговото тело, оти немале време во петок навечер, жените всушност кога наишле на празен гроб, наишле на погрешен гроб. Значи, ја сгрешиле
локацијата каде Христос бил погребан, виделе дека е гробот празен, се вратиле назад кај учениците, нив ги обавестиле, учениците со трчање, Петар и Јован доаѓаат до гробот, гледат дека е празно и најверојатно дека жените дошле на погрешен гроб. Тоа се три вообичаени и можеби најсилни аргументи зошто луѓето не веруваат дека Христос воскреснал. Ајде сега да одговориме на нив. Христос не е умрел на крстот, туку се онесвестил. Одговор број 1. Не е било прв пат на војниците кои го распнале Христа да учествуваат во таков настан. Вие се сеќавате дека кога им рекле ајде побрзајте, Пилат им наредува под влијание на луѓето од синодот еврејски, им вели на војниците побрзајте да луѓето умрат побргу. Историски е познато од извештаи кои на луѓе, очевици, кои посматрале разни видови на распнување. Римјаните не го измислиле распнувањето. Асирците исто распнувале на крст. И тие крстови не биле секогаш, да речеме, вакви, некојаш биле во облик на буквата Х, кирилица, или X латиница, некојаш биле во облик на буквата Т. Како и да е, главна идеја на распнувањето е да се фиксира човечкото тело на тој начин, за да секое вдишување и издишување предизвикува огромна болка. Вдишувањето и издишувањето е базична, основна функција на нашето тело. Најчесто ние не размислуваме дали дишеме или не дишеме. Едноставно тоа го работиме секојдневно и на неколку секунди. Едноставно тоа го работиме. Кога ќе заспиеме, центарот од свесно дишење се префрла на несвесно и автоматски дишеме цела ног додека спиеме. Меѓутоа, кога се луѓето распнати на крст, обично со клиновите се забодуваат во места каде што има згуснат број на нерви. Тоа е најчесто овој дел на раката. Јас знам дека на илустрациите Христос му се распнати дланките, односно прободени дланките, меѓутоа се вели дека дланките се премногу нежни за да може да издржат тежината на телото. Најверојатно дека тука се негде прободувани, каде што имате анатомски две коски и некако меѓу коските поминува клинот и каде што има голем број на нервни завршетоци. Нозете се преклопуваат една преку друга и се коваат на тој начин да не се скрши коска. И сега човечкото тело кој е фиксирано, жив човек кој е фиксиран, тој има проблеми да дише. Тој е толку суров начин на умирање, што луѓето всушност на крстот умирале со денови. Тоа е вообичаена процедура. Луѓето умирале со денови. Тоа е едно тивко измачување, каде луѓето посакуваат брза смрт. Сега, на овие војници, кои не им било прв пат да распнуваат, нив Пилат им вели, ајде нека луѓето умрат побргу. Оти распнувањето се случува некаде во 3 часот попладне. Односно, нешто порано од 3 часот попладне, во 3 часот попладне Христос умира. Најверојатно дека е распнат негде во 9 часот наутро. И од 9 часот наутро до 3 часот попладне, тоа се 6 сати, Христос и останатите двајца разбойници се на крстовите. Според вообичаена процедура, тие би биле на тие крстови со денови и така би умирале. На војниците им се вели нека умрат што побргу и војниците доаѓаат и со дрвен голем токмак им ги кршат колената на распнатите луѓе. Прво на разбойниците, и штом се колената скршени, телото веќе нема потпора од оздола, рацете не може да држат и практично луѓето брзо се гушат, оти не може да дишат. Доаѓаат кај Христа и зачудено гледаат дека овој веќе умрал. После зборовите свршено е, Христос го испушта тој здив на живот и умира. И доаѓа до него и они се зачудени што Христос умира така брзо. И што прават? Одговорот број 2. Му ја прободуваат слабината со копје и
лаички гледано, очевидецот Јован во Евангелието според Јован 19 глава вели дека наеднаш од раната под притисок излегле вода и крв. Христијанското списание Christianity Today пред едно 30 години замолува двајца лекари, специјалисти, едниот е кардиолог, другиот мислам дека е патолог, кој е лекар на судска медицина, да дадат мислење од што тоа Христос умрал. И читајќи го извештајот на Евангелието, а посебно дека едноставно доаѓа до излевање на крв и вода, како тие велат, доаѓа до заклучок дека Христос умира од инфаркт, односно му препукнува срцето. Така да Христос умрал. И згоре на сето тоа, течноста укажува дека Христос е веќе умрен. Не се несвестил, туку умрал. Кога би било несвестен, од слабината би потекло нешто сосема поинаку. И војниците кои го проборе во слабината, знаеле што прават и тоа би го убило. Трета работа, тоа е вториот аргумент дека Исус веќе бил мртов. Вториот аргумент, учениците го украле телото. Ова е многу наивен аргумент. Број 1. Учениците биле толку исплашени што се разбегале после апсењето на Христа, а некои јавно се откажале од него. Како такви луѓе кои во тој миг се покажале како луѓе кои се плашат, плашливци, биле способни да дојдат и да го украдат телото покрај римска стража која едноставно го пази цело тоа време. Што значи дека учениците немало шанси да го украдат, а згоре на се тие луѓе не верувале, како ќе видиме подоцна, во првиот миг дека Исус навистина воскреснал. Тие биле собрани во горната соба, тоа е најверојатно во куќата на Јован Марко, писателот на Евангелието според Марко, и биле сместени таму. Вториот одговор е дека дисциплинираноста на римските војници не би дозволила да некој без да го запазат дојде и го украде телото на Христа. Да се разбереме, во тоа време кога ги погребувале посебно оние побогатите, а Јосиф од Ариматеја бил угледен и побогат човек, тој имал гроб кој бил издлабен во стена, во карпа. И според Евангелието тој гроб бил нов. Бидејќи денески археолошките истражувања говорат дека гробовите во Израел, каде ги погребувале во минатото своите покојници, во тие гробови тоа биле поголеми пештери, каде можеле да бидат погребани повеќе генерации на луѓе. Што значи не постои шанса да тој гроб имал повеќе покојници. Па некој да кажел, сега едниот го нема, другиот го има. Тоа е само еден гроб. Сега, римските војници се едни од најдисциплинираните војници во античкиот свет. Рим како империја владее со античкиот свет со векови. И една од причините зошто владее толку долго е дисциплинираноста и моќта на римската војска. Овие луѓе кога навистина би биле заспани, најверојатно дека казната за заспаност при стража би била смртна казна. Затоа дисциплинираноста на војниците не дозволува да учениците навистина дошли го украле телото. И конечно, изоставување на приговор од современиците на првите христијани. Евангелијата се напишани некаде помеѓу 50-те или 60-те години до крајот на 100-та година после Христа. Значи, во овој временски период од 4 до 5 децении, луѓето кои биле во Ерусалим, луѓето кои биле живи во ова време, кога Христос воскреснал, биле живи и во 60-те и 70-те години. Од посланието до Коринќаните, 1 Коринќаните, 15 глава, Павел ни вели дека многу луѓе го виделе Христа воскреснат, некои од нив умреле, а некои од нив се уште живи. Што значи дека во 50-те, 60-те и 70-те години се уште постоеле очевидци или современици на овој настан. Меѓутоа, во сите списи и активности
на римјаните и сите непријатели на христијанството, ние немаме аргумент на луѓе кои ќе кажат, слушајте, па ние бевме во Иерусалим во тоа време, ние бевме тука во околината и ние знаеме дека учениците го украле телото. Меѓутоа на Евангелијата таква приметба во првиот век не дава никој. Тоа значи дека веројатноста да учениците го украле телото е блиска или нула. Аргументот дека жените го сгрешиле гробот. Одговор број 1. Постоеле очевидци при положувањето на телото на Христа. Тоа се Јосиф од Ариматеја, Никодим и жените кои виделе каде Христос бил погребан. Тоа го имате во Јован 19 глава, во Лука 23 глава. Жените доаѓаат, гледаат каде Христос го полагаат, памтат, се враќаат дома според заповеста во петок навечер и во недела наутро се спремни да го помазаат телото на Христа. Значи, жените кои дошли да го најдат гробот, не следеле мапа, не следеле упатства, туку едноставно ја следеле својата меморија стара помалку од 3 дена. Втор одговор. Таму биле ангели господови, според Матеј 28 глава, кои велат на жените што сте дошли на овој гроб. Дали го барате Исуса распнатиот? Значи, ангелите не дошли им рекле што сте дошли на овој гроб, овој погрешен гроб, овде е закопан некој сосема поинаков човек. Не, ангелите им велат што сте дошли овде. Зарем го барате Исуса распнатиот? И тие велат не е тука. Оти стана, воскресна. Што значи ангелите се оние кои посведочуваат дека Христос навистина бил во тој гроб и воскреснал. И жените тоа го чуле. Конечно, групни халуцинации се малку веројатни. Значи, човек може како поединец од ова или онаа причина да доживее халуцинации. Неисхранетост, прекумерна количина на алкохол, одредени психотични состојби, користење на халуциногени дроги, сето тоа може да предизвика одредена халуцинација. Но здрави луѓе кои не се дрогираат, а знаеме дека овие жени не се дрогирале, знаеме дека не пиеле алкохол, како може да имаат групна халуцинација, да гледаат двајца ангели и навистина да бидат излажани. Што значи многу малку, скоро никако е веројатно дека овие жени го сгрешиле гробот. Овие одговори ни говорат дека Исус навистина станал од мртвите. Чиста логика и разум. Сега, аргументи во прилог дека навистина Христос воскреснал. Прво, жените се опишени во Евангелијата како први сведоци на Исусовото воскресение, односно на празниот гроб. Сега, ова е социјално или социолошко прашање, културолошко прашање. Оти во она време, во Израел, во Јудеја, жените легално, според нивниот важечки легален систем во она време, жените не можеле да бидат земени како легални сведоци. Значи, само мажи можеле да се појават на суд и да бидат сведоци. Ние знаеме дека дури и на Христовото судење се појавуваат сведоци и воглавном се тоа мажи. Иако се тоа лажни сведоци, сепак привидот на праведност на тоа судење сака да се покаже и затоа се повикуваат исклучиво мажи како сведоци. Меѓутоа, овде во стварност се појавуваат жени. Ниту Матеј, ниту Лука, ни Марко, ни Јован не биле толку незнајковци да знаат каков е статусот на жените во она време кога во прашање легално сведочење на суд. Поентата е следна. Доколку некој сакал да лаже дека Христос навистина воскреснал, не би рекол дека жените се први сведоци на неговото воскресение. Јас кога би сакал да лажам и да напишам лажно Евангелие, јас сигурно би напишал дека прв сведок на воскресението бил Пилат, Кајафа или било кој од оние луѓе кои го обвинувале Христа дека е лажен Христос. Меѓутоа, во својата честност, евангелистите велат дека жените биле први сведоци
на воскресението. Втор аргумент. Првичното неверување на учениците. Во Марко се вели дека кога жените дошли го виделе празниот гроб, веднаш отрчале да им кажат на учениците дека Христос воскреснал. Значи да бидеме свесни дека се работи за луѓе кои 3,5 години живееле со Исуса Христа. Тие ги слушале неговите проповеди, ги слушале неговите учења, тие биле сведоци на неговите чуда, едноставно знаеле многу повеќе за Христа, отколку што знаел било кој човек во она време. И Христос на неколку пати им рекол дека ќе пострада од своите противници, ќе биде однесен на судење во Иерусалим и таму ќе биде распнат. И текстот вели вака: А кога воскресна рано во првиот ден на седмицата и се јави прво на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Таа отиде и им јави на оние кои беа со него, кои тагува и плачеа. Значи, ова прво е чудо. Оти Христос е познат по тоа што во Евангелијата кога и да зборува за својата смрт, во исто време им вели, а во третиот ден ќе станам. Никогаш Христос во Евангелијата не зборува за својата смрт на крстот, а да при тоа не нагласи дека ќе стане третиот ден. Меѓутоа Христос е умрен, воскреснат, а тие се уште плачат. А тие, се мисли на учениците, кога чуја дека е жив и дека таа го видела, не поверуваа. Значи, да запомнеме, ова Евангелие според Марко 16 глава, Марко е соработник на апостол Петар. И апостол Петар е еден од овие апостоли. И Марко, кога го пишува своето Евангелие, во огромна мерка се потпира на сеќавањето, меморијата на Петар. И низ Марко често проговорува апостол Петар. И апостол Петар за себе и за своите пријатели, колеги, вели: ние не верувавме. Подоцна во Лука 24 глава од 9 до 11, а подоцна Клеопа и оној кој патува кон Емаус со него, тие велат дека кога жените првпат им кажале дека Христос воскреснал, мислеле дека е празна шега. Тоа буквално пишува во Библијата, дека е празна шега. Клеопа и неговиот пријател додека патувале кон Емаус, разговараат со Христа, не знаат со кого разговараат, и тие велат: ама некој од жените не збурија нас, велејќи дека Христос воскреснал. Што се ова значи? Ова значи дека самите писатели на Евангелието, самите апостоли, едноставно признале, број 1, дека не е лесно да се верува дека Христос воскреснал. Тоа бил проблем и за нив. Меѓутоа, во исто време, луѓето признаваат дека во прво време не поверувале. Кога некој би сакал да лаже и да фалсификува изјави и настани, тие луѓе без себе си би се прикажале во најдобро можно светло. Ајде да направиме на паралела денеска. Овој викенд во Србија беа избори. И малку пратев и на социјални мрежи и преку YouTube и преку вестници да видам што тоа се нуди во Србија. И таму луѓето за кои знаеме дека направиле криминал, знаеме има YouTube видеа порано дека излажале дебело за одредени работи, сега повторно се прикажуваат во најдобро светло како најчесни луѓе на оваа планета. Што значи дека во човечката природа е дека кога сакаме да излажеме, ние всушност највеќе се фалиме себе си. И јас кога разговарам со луѓе кои не ги познавам добро, а луѓето премногу се фалат и премногу зборуваат за себе во суперлативи, јас обично сум многу предпазлив да поверувам во она што тие луѓе ми го кажуваат. It's too good to be true, би кажале англичаните. Премногу е добро за да биде вистинито. А овие луѓе си кажуваат отворено: не верувавме. Кој е тој лажец и измамник кој себе си би се ставил во оваа позиција, дека и тој имал проблеми да верува? Освен честни луѓе
кои знаат дека не е лесно да се верува во воскресението на Христа и кои самите рекле дури не имавме проблем. Ама Христос навистина воскресна. И конечно, отсуство на приговор на современиците, на учениците. Во 1 Коринќаните 15 глава 6 стих, апостол Павле вели дека во еден миг воскреснатиот Христос им се појавил на повеќе од 500 луѓе и вели некои од нив се дури и денеска живи. Воскресението на Исуса Христа воопшто не е предмет на критика во првиот век, кога апостолите се живи и останатите очевидци на Исусовото воскресение се живи, не постои критика против христијанството. Христијаните во првиот век се обвинети дека се атеисти. Значењето на зборот атеист во првиот век и во подоцнежните векови на христијанството е всушност обвинување на паганските власти, филозофи, дека христијаните не веруваат во паганските богови. Тоа означува зборот атеист во она време. Меѓутоа, ниеден од нив во првиот век после Христа не ги обвинува учениците дека лажат и современиците воопшто не користат таа прилика да им кажат чекате, па има и други аргументи. Напротив, очевидците биле се уште живи. И конечно, маченичката смрт на учениците се поставува прашање кој би умрел за лага. Познато е дека сите ученици, освен апостол Јован, умираат со насилна смрт како резултат на тоа што само биле христијани. Тоа е нивниот криминал, тоа е нивниот престап. Сите маченички го даваат својот живот за Христа, освен Јован. Јован поминал одредени маки и одредени прогонства. И сега се поставува прашање кој би поминал низ мачеништво, свесен дека проповеда лага дека Христос воскреснал. Кој од нас би го дал животот за лага? Јас не би го дал својот живот за лага. Верувам не и вие. А тие сите го даваат животот затоа што веруваат во воскреснат Спасител, во воскреснат и жив Учител. Само затоа што е тоа вистина. И тие не се единствените кои пострадале за воскреснатиот Христос. Вековите после тоа стотици и стотици луѓе умираат само затоа што веруваат дека Христос е воскреснат. Кој би дал живот за лага? Сега, кое е значењето на Христовото воскресение? Христос и апостолите никогаш не ги одвојувале смртта на Христа и неговото воскресение. Посебно Христос. Апостолите некогаш зборуваат за распнатиот Христос, меѓутоа Христос во Евангелијата, кога и да зборува за својата смрт на крстот, тој никогаш не пропушта да каже дека на третиот ден ќе стане, ќе воскресне. Матеј 16:21. Веднаш откако Петар и останатите ученици го прифаќаат Христос како син на живиот Бог, како Месија, Христос им вели, јас морам да пострадам од страна на грешниците, ќе бидам распнат и на третиот ден ќе воскреснам. Слично имате во Марко. Значи Исус тие два настани не ги одвојува. Иако се случуваат во распон од скоро 3 дена, тие два настани се суштински поврзани едни со други. Конечно, апостол Павле пишува на Коринќаните. Коринќаните се многу интересна црква, имаат многу проблеми, затоа и примиле 2 долги писма. Да се разбереме, христијанската црква на почетокот не била идеална. Ние понекогаш ги романтизираме првите христијани, мислиме дека се било во ред, се било идеално, меѓутоа кога ги читаме писмата на апостол Павле и останатите апостоли, ќе забележиме дека првата црква била далеку од идеална без проблеми. И меѓу останатото кај коринќаните, а подоцна и односно претходно кај солуњаните, постоел проблем да се верува во воскресението на Исуса Христа. И Христос вели вака, апостол Павле вели вака: доколку Христос умре на крстот и не воскресна, залудна е вашата вера. Значи, без воскресението на Исуса Христа,
Христос би бил само еден од многуте учители, еден од многуте противници на Римската империја, кој раснат на крстот и никаква промена не би се случила. Оно што го одвојува Христа од илјадници луѓе кои римјаните раснувале во Јудеја. Значи, тоа не е прв пат да римјаните раснуваат во Јудеја. Во 70-та година тие ќе раснат, односно помеѓу 66-та и 70-та година после Христа, ќе раснат на стотици луѓе околу Јерусалим. Очевиците велат дека толку имало подигнати крстови со раснати евреи, да не сте имале да направите еден чекор. Сте морале да чекорите меѓу подигнати крстови. 132-та година после Христа завршува неуспешно востанието или револтот или побуната на Бар Кохба. Бар Кохба е всушност неговата титула и значи син над звездата. Затоа што евреите во на време, некои еврејски рабини и некои евреи го сметале за Месија. Тој Месија страда во оваа побуна и се смета дека во таа побуна се убиени преку 400.000 евреи во Јудеја. Тоа е огромна бројка. Огромна бројка. Градот Рим во на време имал некаде нешто преку 1 милион жители. И во споредба со бројот на жители во на време, денеска градот Рим би бил некаде град од 70 милиони. Што значи, ако сакаме да знаеме колку евреи биле убиени тогаш во бунтот на Бар Кохба, 400.000 да ги помножиме по 70. И ќе добиеме енормна бројка на убиени евреи. Дури поголема од она која може би била во Холокаустот. Не може би, туку била на Холокаустот. Значи, воскресението на Исуса Христа му дава смисла на неговото раснување. Затоа што раснувањето во на време во Јудеја било нешто сосема вообичаено. Но воскресението на Исуса Христа му дава смисла. Каква смисла? Христовото воскресение е потврда дека оно што Христос го рекол и правил во текот на својот живот било вистина. Зошто? Христос рекол вака: јас ќе умрам и на третиот ден ќе станам. На евреите кои барале знак им вели: нема да ви се даде друг знак, освен знакот на пророкот Јона. Како што Јона беше 3 дена и 3 ноќи во утробата на рибата, така и Синот човечки ќе биде во утробата на земјата и на третиот ден ќе стане. Значи, Исус постојано и на своите идеолошки непријатели, ако сакате, и на своите ученици постојано им вика дека после смртта на третиот ден ќе стане. Ако Христос не станал на третиот ден, тоа значи дека овој човек бил лажен учител. Постојат денеска луѓе кои не веруваат во Христа како Месија, не веруваат дека Христос воскреснал, ама тие луѓе велат Христос бил учител со високи морални начала. А одговорот е следен: ако Христос умрел и не воскреснал, Христос не можел да биде учител со високи морални начала затоа што излажал. Што значи, или Христос е вистински Месија кој умрел и воскреснал, или Христос е измамник. Христос не може да биде ништо трето. Затоа Христовото воскресение е потврда дека сето она што го говорил и правил било вистина. Христовата смрт на крстот е безсмислена ако и само ако Христос не воскреснал од мртвите. Ако Христос не воскреснал од мртвите, оваа смрт е потполно безсмислена. Ние веруваме само во систем на вредности, во систем на учења, доколку Христос на вистина не воскреснал. Затоа апостол Павле често сака да го нагласи, посебно на коринќаните. Значи, немојте да мислите дека нема воскресение. Зошто некој меѓу вас смета дека нема воскресение? Всушност, целата 15 глава од 1 Коринќаните е одговор на апостол Павле на ова лажно учење, дека нема воскресение. И конечно, Христовото воскресение е гаранција за нашето воскресение.
Оти Христос ќе каже дека тој е воскресение и живот. Па како можам јас да верувам во Христа дека е воскресение и живот ако Христос не воскреснал? Пред некоја седмица разговарав со една група на луѓе, гастарбајтери од бивша Југославија, од овие простори, и што би рекле србите, ко о чему, баба о джему. Значи, кој за што, гастарбајтери за пари, куки, коли и останати работи. И зборувајќи така за такви досадни теми, ја им велам дајте нешто да се префрлиме на нешто посуштински, нека подобра тема за животот. И една од овие личности со кои разговарав, почна ја отвори темата за магии, за окултизам. И ми вели здраворазумски, зошто не верува во луѓе кои прават магии. И вели како човек може да отиде кај некој кој се бави со магија и да му каже дај ми ги сите 5-6 бројки на лото за да добијам неколку милиони. Па зашто тогаш тој магионичар, магесник, живее во толкава сиромаштво, кога он би можел да ги знае тие 5-6-7 бројки и да стане милионер? Истото како аргумент можеме да го поставиме тука. Како можеме да веруваме дека Христос е воскресение и живот, доколку тој не воскреснал? Христос, кој воскреснал, е гаранција дека еден ден ние повторно, доколку умреме, ќе воскреснеме. Тоа е најбитната работа. Христос како гаранција за нашето собствено воскресение. И би сакал да завршам со Исусовите зборови во Јован 11 глава 25 и 26. Христос доаѓа на еден тажен настан, на кој настан изгледало дека доцни. На почетокот на 10 глава Христос се наоѓа северно во Израел, во Галилеја, доаѓа гласник и на Христа му вели оној кој ти го љубиш, Лазар од Витанија, е болен. И се очекува Христос да отиде кај во Витанија. Витанија се наоѓа во Јудеја, тоа е долу на југ. И Христос не оди веднаш. Не оди веднаш. И изјавува дека таа болест не е на смрт, туку таа болест е за да се прослави Бог. И поминуваат 2 дена или уште повеќе, и Христос конечно и вели на своите ученици, нашиот пријател Лазар заспа. Ајде да идеме да го разбудиме. И учениците, вели евангелистот Јован, помислиле дека се работи за спиење на сон, најобично спиење. И тие веле, Господе, па ако заспал, ќе се разбуди. Оти замислете неколку дена да пешачите за да стигнете до одредено место за да некого разбудите од спиење. Замислите вашите деца или родители да ви кажат утре сабајле, мобилниот ме испразнат, не можам да го навијам, разбудиме во 5 саат. А вие во исто време да живеете, не знам, во Струмица и морате тренете пешки неколку саати за да стигнете до Колешино и за да го разбудите тој човек. Па нормално дека ќе најдете некој друг начин да тоа се стори. И затоа и учениците му рекле зошто ти тоа го правиш. Меѓутоа Христос, вели текстот, им кажа вистински, нашиот пријател Лазар умре. Христос конечно доаѓа во Витанија, го пречекува најнапред Марта, постарата сестра на Лазар, и му вели, Господе, ти да беше тука, мојот брат немаше да умре. И тоа е точна вистина. Никој и никогаш во текот на Исусовата јавна служба, во негово присуство, ниту умрел, ниту останал болен. Немало. Оти Христос е Бог создател, тој извор на животот. Во неговото присуство смртта и болеста немале никакво право да постојат. И Христос и вели на Марта, доколку веруваш, твојот брат повторно ќе стане. Марта добро ја познава Библијата и му вели, да, верувам и знам дека во последниот ден брат ми ќе стане. Меѓутоа Христос не мисли на последниот ден. Христос мисли на неколку идни мигови. И во тие мигови Христос си говори, јас сум
воскресение и живот. Конечно доаѓа до гробот на Лазар, им вели на луѓето да го трнат каменот, Лазар е погребан во пештера, и извикува Лазаре, стани. И Лазар станал. Зошто? Оти Христос е воскресение и живот. Интересно дека Евангелието според Јован вели дека од тој миг непријателите на Христа барале да го убијат. Не само него, туку сакале да го убијат и Лазара. И повторно се враќаме на ова прашање. Христос е гаранција за нашето воскресение. Ние не сме биле сведоци кога Христос го воскреснал Лазар. Ниту сме биле сведоци кога Христос самиот воскреснал. Ние веруваме на оние кои биле сведоци. Меѓутоа, апостол Павле не повикува да дојдеме и да се сретнеме со живиот Христос. И целата Библија ни вели дека е по-логично да веруваме во воскреснат Христос, отколку во умрениот Христос. И поради тоа, ние сме повикани да го прифатиме Христа како воскреснат Спасител. Конечно, многумина од нас може да посведочат од своје искрено и лично искуство дека Христос и денеска е жив. Што значи постојат многу повеќе аргументи да се прифати Христос како воскреснат, отколку не. И Христос е воскресение и живот. Тој е победник над смртта. Често го цитирам Сигмунд Фройд. Сигмунд Фройд, интересен лик, атеист, евреин, цел живот ја посетувал Виенската синагога, бил оптеретен со идејата на Танатос, смрт, и тој има изјавено civis vitam para mortem. Ако сакаш да се припремиш за живот, мораш да бидеш спремен на смрт. Со други зборови, ако не го знаеш одговорот како да се справиш со смртта, ти не можеш да бидеш слободен човек. Воскресението на Христа и вербата во Христа нас не прави слободни од најголемиот непријател на човечкиот род. На оваа планета умираат млади, здрави, стари, болни, средновечни, богати, сиромаси, машки, женски, слаби, силни, секакви. Смрт е непријател на сите нас. Меѓутоа Христос вели јас сум воскресение и живот. И тој не дава само воскресение и надеж, тој дава слобода сега и тука. Слобода од стравот од смртта. Затоа Бог нека не благослови да бидеме слободни луѓе, кои не се плашат од смртта, го љубат животот, но од смртта не се плашат. И нека Бог направи да биде така. Амин.